Продължуваме с разговорът, тема Боречки клуб Балканец. Вие има още един гост, Велов, добре дойде на Санде Коцев, кой е ветеран и член на Сдружението на ветерани. Добро утро, добре дойде. Добро утро. Поздрав до нашите съграждани на iris.com за цял свет. Аз съм представник на борачите ветерани на Штип. Повод за моето долагане е големия успех на Мартин Стоянов, кой на Европско пионерско правенство с учество преко 500 борачи го има освоено извънредното второ место, що за нашия спорт, за борачкия спорт е голем резултат. И от името на борачите ветерани сакам един мал, скромен поклон да му дадам и му го честитам успеху со желба да постигнува още по-големи резултати. Честитка и до тренера, честитка до... Айде да видим, може ли да видим ще... Айде да видим. Покажи го. Това е наша инициатива, едно внимание, едни тренерки на детето, за да може да биде добро ветеран и Браво! наставува. Мартин, честитки от мене. Значи, дали ова договорено беше или? Не, това е спонтанна работа, това ние замислиме, кога разбираме резултата, събраме се ние како ветерани на Штип. Ние функционираме още и ако имаме някои пречки персонални, нещо не ни са како што треба односите, ама се трудиме да обстанеме у кондиција и да функционираме со тоа што дека можеме, помагаме, пратиме го борењето. Ќе го кажам примерот со Симеон Шутев, кој дојде у здравствени големи проблеми. Ние како сдружение, поточно јас и Добре Маринков, ујдеме кај него дома, посетиме го, направиме една иницијатива, ујдеме кај градоначалнико, тржиме приемане човеко, магистар Илчо Захариев, излезени у сусед, бидејќи он е голем любител на борењето и го помага спорту и борењето, оргирани у тие старачките домови, даде возило, испратиме го и човекот е сбринет тамо под контрола здравствена, персонална, храна и сега е многу по-добар. Ние кога го посетиме, беше у кревет, непокретен, сега е добар, разговара, движе се. Нашата цел како Сдружение на борачи ветерани е таа да помагаме, да пратиме борењето, дека можеме да даваме сугестии, што можеме да помогнеме. Еве, со програмата што достави нашиот ветеран Добре Маринков, управата на Балканец прифанамува програмата, приема го, помага и на овие млади тренери што са, координира ги со неговото искуство, знаење, и он е ипак искусен и како тренер и како борач. Да. Горан, има ли збор некој за благодарност за овие гести? Се разбира една голема благодарност до Сдружението на ветерани. Искрено сум изненаден од овој гест, не бев запознает, така да една благодарност. Друго немам. Вие продолжите само со резултати, ние ќе ве пратиме и дека можеме ќе... Јас знае за ова, бев информиран и од Добре Маринков, една голема благодарност и до него и Санде Коцев и секако до останатите членови, бидејќи ми се чини тоа е ваша донација на Сдружението на ветерани од Штип само, да. А значи ли тоа Санде дека е при постигнување на евентуален следен успех на некој од младите борци нема да застанете, односно ќе продолжите како вас придоне стимул со нови донации? Ние го пратиме борењето, Сдружението, иако со мали проблеми функционира, собираме членарина, пари ќе имаме на сметката. Да бидам по-конкретен, да кажем, ние сме блокирани од страна на председателот на Сдружението. Он ја узурпира ги сите функции у Сдружението, кај него се печати, штембили, меморандуми, плик. Од кои причини не ми е јасно, ама у разговори ќе го расчистиме и тоа. Инаку мора да кажам, борењето го засекав, бидејќи
Добра Маринко ми беше ептен близо комшија, а некако традицијата вели дека и борачите станува, сигурно може би твојот пат кон борењето е било некој постар, некој повозрасен е бил борач, примерот од улицата и еве во просториите на Балканас. Така ли беше твојот почеток, Санде? Па мене идоли ми беа Столе Ристов, Добре Маринков. И ние кога ги гледаваме, ние сакаме, што е нормално, секој мало дете сака да биде разбацан, развиен, да биде силен, убаво граден, а они беа тај тип на луѓе, на борачи, на спортисти, и ние сакаваме како ни да станеме и тргнаме по тие стапи. Еве, Мартин го слушува внимателно. Мартин, гледаш кој е со тебе и татко ти е доста искусен, трофеен. Чичко Санде Коцев или дедо ќе дојде. Дедо. Значи, Поголем. 3 генерации тука, убав пример, сигурно ќе се врежи во твојата меморија овој настор на телевизија, овој изненадување. Јас во името на спортската редакција благодарам еве на Санде Коцев како представник на Сдруженијето на ветерани, Мартин на тебе, Горан, благодарност, честитки за успесите, Санде, и еве на крај завршни зборови, Горан. Па една благодарност до Ирис телевизија, бидејќи секогаш е присутна на сите настани на боречкиот клуб Балканец, општо за спортот во градот Штип. Друго, еве еден апел повторно за младите борачи кои што сакаат да се зачленат слободно во просториите на противпожарниот дом од 20 часот, па потоа ќе бидат упатени во оние структури кои што треба да тренираат. Мартин, ќе тренираш вредно? Да. И да очекуваме нови трофеи. Благодарам.